Добро вечер, 10 минути на телевизија 21, предвестите на македонски. Гостин во студиото Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Господин Мисајловски, добро вечер и добре дојдовте. Вчера вице-премиерот Артан Груби рече дека имал средба со лидерот на партијата Мицковски и со вас, како и со подпредседателот Александар Николовски, токму за договорот со Бехтел и Јенка. Имавте средба и зашто разговаравте? Благодарам пред на поканата. Видете, ние како пратеници сме имале со многу луѓе средби. Предпоставам на секој пратеничко прашање може да се видиме со секој еден министер и сме разговарали на многу теми, но од секогаш сме биле против било какви измени или закони за ваков тип на проекти. Или вака да бидам попрецизен. Кога беше постапката за Бехтел и Јенка, збориме за стратешки коридори. Во тој период ние бевме против. Зашто? Зашто велевме дека не е транспарентна постапката. И јас во тој момент, и како председател на Комисијата за транспорт, имав обраќање на самата седница. Ние не сме против изградба на автопат. И ова јавно сакам да го кажам и секогаш ќе го кажам. Секој ден автопат во Македонија е одлична работа. Одлично. И јас како министер за транспорт и врски, сите овие проекти беа во програмата на ВМРО ДПМН. Но не на ваков начин со ваков договор. Прво и најважно. Македонската јавност го нема видено договорот за овие автопатишта. Предходно, кога се носеа законите... И за тоа ќе зборуваме. Дали конкретно она што вчера Груби го кажа дека сте имале средба? Не сме имале таква средба, туку ние сме децидно против вакви закони. Не сме имале таква средба. И дали имавте средба и дали разговаравте? Средба во минатото сме имале за многу теми, но не конкретно за Бехтел и Јенка. Сме имале за различни тематики. И со многу представници од и од другите партии, па и како и со министри. Но таква средба за Бехтел и Јенка немало. Но предлози на закони уште тогаш они размислуваа, зборам кога го доставуваа оној закон фамозен за овие автопати, како наведен како стратешки договор, и во тој период сакаа да има различни закони, но не знаеа што прават. И во тој момент, они ако знаеле дека треба да се сменат законите, тогаш ќе ги доставя во таа процедура. Знаете зашто ова го велам? Бидејќи сега, кога се доставуваат овие закони, се прави огромна штета, бидејќи веќе е потпишан договор, некој преземал обврски во тој период за нешто што не го сменил. И тоа е многу симптоматично. Дури слушнавме во изјавите, што е вака многу сериозно, дека ВМРО ДПМН било против. И тоа е така, против било. Против да нема закон за градење. ВМРО ДПМН е против да нема закон за урбанизам. Ние сме против да нема закон за експроприација. Со овие 8-9 закони што беа во собранието пуштени, и 2 се во мојата комисија за транспорт, не е моја, се разбира, ја председавам. Добро, вие сте председател и дали ќе бидат ставени... Ова се загрозува уставниот поредок на Република Македонија. Пред да продолжиме понатаму, дали ќе бидат ставени овие 2 закони во Собраниската комисија за транспорт и врски, чиј председател сте вие? А се важни за спроведување на договорот, особено експроприација и градење? Експроприацијата не е во комисијата за транспорт и врски, таа е во комисијата за финансирање, бидејќи тоа е под имотно правни министерство за финансии. Во комисијата ја што ја водам има 2 закони. Тоа е законот за градење и законот за урбанистичко планирање. И се разбира дека ќе бидат ставени, но слушнавме дека Ковачевски како премиер изјави дека ќе биде доставен предлог, односно договорот на увид на пратениците. Што е добро, така да го видат пратениците за да знаат зашто да постават амандмани. Бидејќи само одреден тип. Оние кои имаат безбедносен сертификат. Во ред, но вие имате не? Јас сум многу и порано и државна тајна, но проблемот што е? Овој договор не смее да биде тајен. Овде нема клаузула, било каква за тајност. Ова мора да биде јавен договор. Знаете зашто? Бидејќи се јавни пари. Никаде ве прашувам дали во тој договор, прашувам дали стои клаузула за доверливост. Нема таква. И за ваков тип на договори не смее да има. Има и други договори кои се со превезот одредени членови, одредени ставки во договорите се тајна. Оние за ТИРС во слободните економски зони. Со некои компании кои котираат на берза, од Европска банка за обнова и развој. Тие сите може да се објават, сите може да се објават и да се декласифицираат и како и да се. Да, во одреден период. Со овие договори они сакаат да скријат дека овој договор е некако деловна тајна, а пред неколку пати кажаа дека првин ќе го дадат договорот на увид, и тоа го изјави СДСМ на пресконференција, потоа рекоа деловна тајна, потоа рекоа дека е класифициран, така да и они не знаат во која позиција се, но кога се работи за јавен интерес,
мора да биде покажан на сите граѓани, а посебно на пратениците. Михаиловски Мицковски денеска рече дека уште од 1999 година имало ваков договор на Бехтел и Енка, така? И вие бевте на тој брифинг денеска, сигурно сте во партиска комуникација, но ниту една влада не собрала храброст да стави параф на договорот и да почне реализацијата. Зошто? Што е толку според вас спорно и тешко за реализација на овој договор? Вие почнавте да броите и пенали, колку секој ден... Не ги броиме, договорот ги брои, што е пострашно. Да, но од владата вела дека се уште нема ниту еден денар префрлено, а камоли пенали. Не, тоа не може да го кажеме сега, бидејќи не го покажуваат договорот. Еве, по хипотетички сакам да прашам, ако веќе договорот предвидува они што велат не, и добро е да го објасна тоа, дали имаат обврски ставено во договорот дека 50 милиони евра аванс ке дадат веднаш, и тоа е со рокови. Договорот е потпишан на 8 март. Веднаш аванс треба да се даде. Потоа 117 милиони евра треба да се дадат за подготовки на теренот. Овде разговараме да се вклучат овие закони што ги поставија, зборам доставија до собранието. Без овие закони они не може ни ова да го направат, но мора да се платат парите. Исто така, 5,8 милиони евра треба да се дадат за менаџерите на процесот. Тоа е ставка што веднаш мора да се даде. Таа ставка заврши пред неколку дена. Зборам, до отприлика пред 2-3 дена, а мораше да се исплатат овие пари. Сега видите што е многу симптоматично. Презеле обврска во договорот и ова нека не демантираат. Ако во рок, што е даден таму, чинам беше 22 април, не се смени законот за работни односи, да се платат пенали од 53 милиони евра. Замислете, они презеле обврска за нешто што треба да го направат пратеници, а тие пратеници имаат право да одлучуваат како сакаат. Никој не смее да преземе обврска за нешто што треба да се случи во иднина. Такво нешто нема. И тоа Добро, е страшно. има информации со оглед на фактот што пратениците најверојатно Само се ќе ми дозволите само уште две работи да кажам. Освен овие 53 милиони евра што се пенали за законот за работни односи, се преземаат други обврски, бидејќи не е сменет секој месец по 1,2 милиони евра пенали да се плаќаат. И 6 месеци да продолжи договорот, што значи над 60 месеци 1,2 милиони евра мора да се плаќаат. И по 900.000 евра да се плаќаат додека не се донесе законот, односно овие 2 месеци, бидејќи тој закон не е донесен, дополнително по 900.000 евра. И прашуваме, дали е тоа така или не е така. Или вака со една реченица, околу 300 милиони евра ќе се дадат директно пред да започне проектот. И сега треба Министерството за финансии да каже кога ќе се дадат овие пари и кога надзорот ќе му каже на јавното предпријатие согласно договорот да се префрлат овие пари. Да. Збориме без фрлена лопата. Но Михаиловски, зборуваме за 60 часовна работна недела. Точно. Имаше објаснувања и од владата и од Министерството за труд и социјала дека тие важат за одредена група на работници, дека не важи за цела држава, што е и противуставно. Точно, и ова паднато на Уставниот суд. Паднато на Уставен суд. Ќе собере ли храброст опозицијата да помогне во еден ваков стратешки објект, ајде да го кажеме, или инфраструктурен капитален објект, кој е повеќе од потребен во државава, бидејќи навистина остануваме слеп од црево во регионов? Видете, јас многу пати како министер сум кажувал дека најдобро е за вакви големи проекти да има јавна дебата и да се слушне секој. Мене многу ми е жал што не слушнавме мислење од градежниот факултет. И мислам дека е една од најмеродавните институции во Република Македонија. Ние како пратеници, во овој момент, сега ќе зборувам како пратеници, најдобро е да поднесеме амандмани, но и да разговараме за сите овие закони. Но најголемиот проблем е што они подпишале како власт договор што пратениците го немаат виден. И сега замислете, околу 10-12 пратеници доставуваат предлог на закони на невиден договор. Или вака попрецизно да бидам, они сигурно го виделе договорот како пратеници, иако од друга страна велат. Добро, и вие преку свиркачи го имате видено договорот, така? Нека излезе владата да демантира или да не демантира дали овие работи се точни или не. Бидејќи може да имаме секакви верзии ние на документи, но најдобро владата ја каже да, тоа го има во договорот или не, може би грешиме. И најдобро е со факти да се разбереме. Дали тоа е така, дали е тоа не или не е така. Но прашањето ви е добро. Дали треба да се разговара за подобрување на секој еден закон? Да.
Апсолутно. Но дали ќе имаат слух како власт да разговараат за подобрување, тоа останува да видиме. Ја пак кажувам, не се работи за незакажување, за кочење или за слично на било која комисија во собранието. Ние сакаме да разговараме за да ги подобриме законите. Но внимавајте, треба во комисијата да се поништи и суспендира законот за градење. Односно, да нема основен проект, да нема одобрение за градење, да не важат прописите, да нема животна оценка на влијание на животна средина, да нема доволно лиценци, сето тоа да не важи. Да има посебен закон за експроприација и дивите објекти да се легализираат, односно да се платат по истата цена како да се легални. Бевте министер за транспорт и врски, дали од таа позиција би подпишале ваков договор и што би барале вие од инвеститорот, од фирмата што гради? Кога сум бил, сите изведувачи бараат подобри закони да не важат сите овие документи. Секој изведувач го бара. И вие спомнавте убаво во минатото и на брифингот се спомна, на секоја влада се нуделе вакви договори. Од различни страни, дали тоа било на едно време сега Бехтел или други компании, секој сака да ги заврши побрзо автопатите или сите капитални проекти. Јас кога бев министер за транспорт барав начини согласно закон како да ги поедноставнам работите, но да бидат согласно закон и да не се менува тендерската документација. Да, бидејќи домашните компании барат поедноставување. Точно, факт е дека ќе бидат но не без закон. Ова е без закон. Ова е да не важи законот. Буквално вака. Не, да се донесат измени во законот. Ама измените на законот се да не важи законот. Сега замислете, вие треба амандмани да поднесувате и имате закон кој се суспендира. Односно, да не важи одобрение за градење, туку да се оди по законот за урбанистичко планирање. Само со урбанистички проект. Или вие дома сакате да изградите куќа, да немате одобрение за градење, туку со една скица да изградите куќа. Сакате да кажете дека автопатското решение ќе биде дивоградба? Не, видете, со закон посебен нема да има основен проект со фази одобрение за градење. Односно, никој нема да подпише, никој од стручните лица, поготово Министерството за транспорт и врски, што даваат дозволи за А категорија, никој нема да даде дозвола за градење. Знаете што направија со Демир Капија Смоквица и Миладиновци Штип? Бидејќи не можеа да направат завршен извештај на надзор тоа, знаете, мора после технички прием. И сите оние постапки од основниот проект да видите дали се изведени на траса. Они сменија закони го направија само со завршен извештај од надзор да ги пуштат во употреба. И ние тогаш реагиравме и дека е тоа сериозно, зашто некој треба да одговара утре за безбедност на пат. Овде нема веќе безбедност. Михајловски и сериозни обвинувања имаше од актуелната власт за автопатското решение Кичево-Охрид. Да. Автопат кој можеби ќе влезе и во Гинис. Прашањето е зашто веќе неколку години ништо не работи. Јас кога бев министер последните месеци, затоа ве прашувам, бидејќи вие бевте и во ова студио сум имал дебата со актуелниот тогашен министер Сугаревски, баш токму во оваа телевизија и разговаравме за секој еден проблем и предизвик. Прашањето е што имаат они направено од оставање на проектот. Јас кога бев министер на 50%, да, но проектот за волја на вистината беше со многу аномалии. Проект што имал ревизија од градежен факултет. Проект што имало дополнување, проект што покажува после геологијата дека треба да се допроектира и тоа се прави со закони. Значи немало финално издржан проект. Не. За град. Во постапка вие може да допроектирате. Вие потоа на тој допроектиран проект повторно имате ревизија, повторно надзорот го прави за секоја количина и така. Сега со овие предлози ништо тоа не важи. Ме разбирате, овде нема фидик по кој начин ќе се гради. Овде тоа е регулативен меѓународен стандард за градење. Веќе тоа нема да важи. Овде ќе важи посебен вид на градба, што никој не го знае. И утре, што и да проектира изведувачот, на времето да и само рокот, ова да го кажам. Барем така е. Што и да проектира изведувачот, БХТВ, и ако погреши, сите пенали, односно ќе го плати јавното претпријатие за државни водачи. И тоа стои наводно во договор. И тоа е прашање што треба да се постави. Ја пак ќе кажам. Вие го имате видено договорот? Видете, јас имам видено различни верзии и анализи на она што содржи наводно тој договор. Сега, дали е тој целосниот договор, останува власта да каже дали овие информации се точни или не. Да демантира или да потврди. Апсолутно. Она што е исто актуелно, ве прашувам како пратеник. Докаде сме со уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот? Видете, таа тема ние неколку пати ја зборуваме дека Веќе денес се формираше комисијата, вие немате ваш представник во комисија. Таа тема, иако ние постојано велиме дека е затворена и дека ова што сега го прават не смеа да го прават, бидејќи
таа комисија за да се формира треба да има првен мнозинство во собранието, да се со над 80 пратеници да се изгласа потребата за измена на уставот и веќе повикуваме веќе подолго време веднаш да ја закажат ако имаат над 80 пратеници, за да видиме дека има волја за промена на уставот. Они ова што го прават со некои своји експерти од СДСМ и од своите партии, као нивна коалиција, не може ниту да помине, ниту да биде нешто издржано. Ова е срамно како на кој основ ги плаќаат парите спрема тие луѓе за хонорари. Но прашањето е следно. Ако се они сигурни дека ова е најстратешкото и најважното нешто во овој момент, и повикуваме уштутре, наместо пратенички прашања, и така ќе има седница, така ќе бидат сите, да го стават ова на гласање, како најважно прашање за уставни измени, да видат и да види целиот народ. Дали има 80 пратеници? Јас ви велам дека нема. Ниту ќе има, но оваа тема за нив мора да биде тема number one, тема што е од најголемо значење за цела Европа или па пошироко. Зашто? За они да покажат во Брисел дека нешто се случува и нешто прават на тој план. Што реално, за да чекираат само нешто да направат и потоа да прават едни драми дека ВМРО ДПМН е против све, не е така. Ние сме против промена на уставот и затоа велим, ајде на избори. Најлегитимно. Еве има уште малце до изборите. Дали сакаат за неколку месеци, дали сакаат и редом, да излеземе на избори. Секој да го представи својот план и тоа што ние размислуваме. Мислам дека е фер и сплема оние што не гласаат, но и оно што сме го ветувале како политичари. Би сакал ваш коментар како подпредседател на ВМРО ДПМН на изјавата на Артан Груби дадена вчера. Надвор од тоа што го слушате по медиумите, ние пак ќе седнеме, цитирам, после изборите и ќе си се договориме и тие што денес плукаат ќе кажат пупу не важи. Затоа судете си сами. Стиропор или автопат, сами одлучете која е разликата. Дали ова алудира на тоа дека по изборите ВМРО ДПМН ќе седне и ќе формира влада со ДУИ? Не. Многу интересно што јас, да бидам искрен, го немам слушано ова, но еве од вас и не сум го ни гледал, но вчера пред стопанствениците цитирав со овие зборови како да ја опишал сликата на последните избори. Кога СДСМ и ДУИ се плука, и тоа навистина дури крволочно во ова студија, јас бев дел од носител тука во изборната единица 2, каде што се навредуваа со најголеми навреди за после да станат увенчан брак. Они се опишале тоа што го правеле. Ние, за разлика од сите нив, бараме да има добра опозиција. И бараме опозицијата да не биде принудена, зборам за албанската опозиција, да влегува на било кој начин во власта. Знаете зашто? За да има здрава албанска опозиција. Не случајно велат ке немате коалиционен партнер и така натака. Тоа е лага. Ние имаме моментално коалиција и во Тетово, имаме коалиција и во Гостивар. И таа функционира на локално ниво, барем во советите, барем на некој начин што е прифатлив. И тоа може да се раскине и така натака и така натака. Но значи има можност. Следните избори ќе покажат многу работи. Ја би сакал, еве кажувам лично, би сакал опозицијата да победи албанска, што е моментално во собранието и тоа е добро и здраво за демократијата. После толку години ДУИ да отиде во опозиција, ова навистина го мислам. И добро е и за нив, но и потоа да има тамо и некои други вака луѓе што можеби ќе ги видиме понатаму. Што значи исклучувате коалиција со ДУИ за формирање на власт? Преференцата моја кажав да биде опозицијата, но морам една работа да потенцирам и ова го кажав и на собраниска говорница. Многу е лошо што целата опозиција влезе во власта. Целата опозиција и така што еден период, знаете, излезе алтернатива, влезе алијанса или така натаму и без и слично. И тоа испаѓа сите партии влегува во власт. Формулата победник со победник не важи. Па тоа само ДУИ го тоа го направи во минатото дека не важи, претпоставувам дека ќе се продолжи така. Владо Мисајловски, подпредседател на ВМРО ДПМН, беше гостин во 10 минути. Благодарам Мисајловски, а вие останете на оваа фреквенција во продолжение вестите на македонски јазик.